Изминатава година многумина создаваа паника кај нашата јавност дека либерализацијата на пазарот со електрична енергија ќе значи зголемување на цените на струјата која што ја плаќаат граѓаните и индустријата. Тврдевме дека тоа не е точно и со последните одлуки и на владата и на регулаторната комисија се покажа дека со домаќинско работење можно е да постигнете тројна цел. Едната цел ни беше електричната енергија да биде на располагање по исти цени за граѓаните. Втората цел ни беше да го зголемиме производството на електрична енергија домашно на сметка на поранешниот увоз. И третата цел која што ја исполнивме воведувањето на ефтината тарифа на струјата. При тоа, сите овие три работи беа возможни само ако домаќински и професионално се работеше во електраните, а особено во клучната електрана која што го носи целото производство на нашата држава, а тоа е РЕК Битол. И затоа многу важно е што покажавме дека ова е возможно. Возможно е да обезбедите иста цена која што ќе ја плаќаат граѓаните и фирмите, возможно е да им обезбедите и поевтина тарифа, а возможно е да продолжите да инвестирате во производството. Затоа РЕК Битола има рекордно производство, затоа РЕК Битола успеа да обезбеди ниски трошоци при сето тоа и затоа еден дел од парите кои што останаа можеме да ги инвестираме во еколошки проекти. Здравието нема цена и затоа рековме дека таму каде што државата е собственик нема оправдување. Оваа година веќе РЕК Битола покажа дека зборот важи. Веќе е започната постапката, првиот дел од таа постапка е завршен и очекуваме до крајот на годината да имаме практично договор со кој што целиот систем на заштита на животната средина ќе се модернизира и перформансите ќе се подобрат 5-кратно. Ако досега границата била 100 милиграми, сега таа паѓа на 20 милиграми и тоа овозможува производството да тече со намалено влијание негативно врз животната средина. Ова е рецептот кој што го користиме како влада и ова е рецептот кој го бараме од менеджмент тимовите низ цела држава. Ние и понатаму ќе продолжиме да даваме поддршка на ваквите политики. Тие се добри за комбинатот, добри се за електраните, меѓутоа пред се и над се добри за граѓаните на оваа држава. Веќе нашата држава не дава толку пари само на увоз, туку главните пари ги концентрираме на собствено производство, кое што ни обезбедува подобра, поевтина струја, доволно електрична енергија на располагање, но и инвестиции во поздрава животна средина.